Добро утро и од мене, јас сум Александра Бубевска, а во денешниот утрински брифинг наш гостин е Ацо Костов, директор на Управата за заштита на културното наследство на Република Северна Македонија. Добро дојдовте, благодарам што одвоивте време за да гостувате и да разговараме за она што ја вознемири јавноста откако пред 10 дена излезе нацрт извештајот на Комисијата на УНЕСКО за состојбата во Охридскиот регион, односно дали се испочитувани препораките што тие ги дадоа во 2017 година. Медиумите објавија дека е тој катастрофален, а клучната реченица, ќе ми дозволите да прочитам во овој извештај, е дека се исполнети условите за Охридскиот регион да се впише на листата на светското природно и културно наследство во опасност. Па, како вие сега од стручен аспект го коментирате овој извештај и сето она што излезе на површина, да речеме, со него? Добар ден на гледачите и на вас. После толку време излегуваме да кажеме и ние нешто. Ова не е официјалниот, да речем, ова е сепак нацрт. Да. Официјалниот ќе излезе после нашите забелешки кои што треба да се вградат и од страна на... Не порано од јули, се вели. Да, да. Значи, воопшто, за културното и за природното наследство и на наша и на страната на Албанија. Така да, после тоа ќе биде официализиран, комплетиран со сите наши моменти кои што во периодот што овде не се нотирани, меѓутоа ќе бидат ставени како дека еве почнуваме. Добро е што владата има чувство дека културното наследство станува значајно и дека влегуваме веќе во една фаза на партнерски однос, така да речам, со УНЕСКО и со институциите задолжени за чувување на културното наследство. И од една страна го гледам и како предизвик, па и да е наклонува кон културно наследство кое што ќе биде ставено подоле во листата, меѓутоа гледам и еден напредок од наша страна во која што институциите ќе се поврземе меѓу себе, ќе се екипираат кадровски, онаму каде што недостасуваат кадри, а недостасуваат кадри, можам да кажам, 15 години уназад, затоа што тие институции не вработуваа од областа на заштитата. И тоа ни фали. Не можете да ги најдете. Господин Костов, зошто не се вработуваше луѓе толку години? 15 години, велите, не се вработил ни еден нов човек во управата, еве, например. А слична е ситуацијата и во конзерваторскиот центар. Добро, не би рекол во управата, би рекол во стручните институции, затоа што таму ја произлего конзерваторските центри. Онаму каде што е веројатно најпотребно, базата каде што е директна заштитата. Управата може би требало да доживее некакви трансформации, во која што и ние као комисии кои правевме анализи на состојбите во институциите, установивме дека сите институции од заштита, заводите и музеите се декапацитирани, дека немаат кадар, немаат доволно средства финансиски и дека тоа се работи кампањски. Можеме со еден збор да кажеме тоа дека е заради веројатно заробената држава 15 на години, да не навлегуваме, тоа е една широка тема. Меѓутоа, во овој момент за нас е битно да станеме дел од партнерскиот однос, каков и да е. Еве и со забелешките што ние ќе ги станеме, напредокот од наша страна и од албанска, дека се поврзуваме институционално, се екипираме и ќе доживееме некаква трансформација понатаму. Битни моменти се назначени таму. Ја морам да признам, не сум го дочитал целосно извештајот, меѓутоа оние делови каде што се интересирав ми беа за културното наследство, вас ви интересираше, за Охрид и начинот како тоа се конзервира и работи. И веројатно и планските документи што ги треба и новите закони за градење во кои што ќе се ускладиме, ќе ни дадат за право малце по-добро организационно да делуваме како институции. Кога се работи за Охрид, најголем број од забелешките, барем во делот за културно наследство, ми се чини дека се дивоградбите. И сега кажете ми, според закон, порано како што знам, управата е таа што дава дозволи да се гради или да не се гради, особено во
подрачја каде што има заштитени споменици на културата, каде што целиот тоа подрачје, како што е Скопската чаршија, например, или Охрид, Велес, исто така. Кратово, Значи, управата е таа што дава дозвола или не дава дозвола да се гради нешто. Како е возможно толку дозволи да се дадени или не се дадени? Што се случило? Видите, управата е она која што издава решение за легализација на објекти. Затоа што имаме зони на заштита. Едно е она заштитената зона и оние се другите бафер зоните или делот кој што е полиберално дозволено да се гради. Право да ви кажам, немаме доволно информации ние како институција зашто све тоа се случувало и од кои причини тоа се правело. Некогаш заради немање на доволно планска, односно регулатива, односно урбанистички планови и оние заштитно-конзерваторски односи се некогаш во диспропорција меѓу себе. Немаат јасни изразени правила како тоа би се направило. И во тој, веројатно, период во кој што веројатно се давало секогаш право повеќе на оние што се иматели на состојбите. Меѓутоа, видите, управата не може да го направи тоа за Битола, за Охрид, за Велес, за Кратово и еден куп други објекти, затоа што ние не можеме да го покриеме целиот терен на државата. Невозможна мисија е тоа. Повеќе и мојот став секогаш бил дека е многу битно конзерваторските центри онаму каде што се во Охрид, да кажеме, во Велес или во Битола, они се најодговорни затоа што ја знаат сликата на градот, односно на заштитената целина, и они се најодговорни и повикани да дават мислење за тоа. Така да не ја свалувам. Вината е насекаде. Веројатно распространета не е подеднакво, меѓутоа вина имаме сите. Периодот е 20 години и повеќе. Да. Сега, интересен е ставот на Министерката за култура, која што вели дека не е катастрофално Охридскиот регион да се впише во оваа листа на загрозени природни и културни богатства на светот, бидејќи тогаш ќе се мобилизираат, веројатно ќе се мобилизираат и јавноста, но и странската јавност, за да помогне, за да се надминат состојбите. Дали вие го делите ова мислење? Да. Ја мислам дека и предизвики не тоа. Можеме да научиме многу повеќе. Затоа што, покрај тоа што викам, немаме кадри за тоа. Нас ни треба и екстра дообуки за многу работи. Да ја развиваме свеста. Тоа е многу малце кај нас постигнато. Ние сме научени секогаш најнегативните работи, да ги пуштиме низ Facebook, као што многу прават дел од нашите, да речем, колеги, и да создаваат стампедо од незадоволство, што е у крајна линија некоректно и непрофесионално. Мислам дека развивање на свеста го должат и оние што се невладените организации, па да прават заеднички некакви со граѓаните, каде што е заштитено подрачјето, и институциите, заеднички средби и разговори како да се делува и кој е најоптималниот начин на делување, да се даде максимум квалитет на тој јавен простор таму. Зашто тоа е јавен простор, тоа е културно наследство. Една забелешка да не заборавам само. Да. Значи, се обрнува внимание дека најбитно е, акцентирано е дека повеќе се дава акцент на туризмот отколку на културното наследство. Ние никош не сме го процениле тоа колку е битно. Културното наследство во Охрид е многу позначајно само од туристичкиот импакт, кој што некогаш и многу повеќе штети и треба да се ограничи. Меѓутоа, капацитетите на Охрид како културно наследство заедно со природното му даваат шанса, ако го издвоите како културно повеќе, да давате таму значење, би работело 365 дена, односно цела година, за разлика од туристичката сезона кога е 3 месеци веројатно. Да, познати се тие примери во светот каде што пристапот на туристите е ограничен на некој начин, токму за да се зачува не само конкретните градби или објекти, туку да се зачува и целата атмосфера, бидејќи тоа во Охрид одамна е поминато со сите оние придружни, не знам, скари, плански веројатно не е направено. Да. Плански веројатно не е тоа направено, дека
суштината, централното градско, заштитеното подрачје, оној дел кај што викаме е прва зона, таму треба да ексклузивитетот и квалитетот даден најмногу. Додека зонирањето на гласна музика, млади, спорт, да се оттргна, значи, потребна е нова планска ситуација во која што ќе се разграничат тие содржини. И нема помеѓу себе да создаваат конфузија. Според вас, што е сега примарно да се направи? Еве, излезе извештајот таков каков што е. Вие ќе дадете забелешки, ќе се усвои или нема да се усвои. Можно е Охрид сепак да дојде на тој список на загрозени културни богатства. Што може да се направи како приоритет? Видите, Охрид е загрозен од многу поодамна. Не можеме да бараме одговорност ние само од последниот кого го фативме, тој е одговорен. Загрозен е 20 години уназад. Од 80-та година е ставен во културно наследство од светско значење, 78. Значи, од тогаш до сега поминале многу. Не зборам сега идеолошко-политички, зборам одговорни сме као луѓе. Колку свест ќе постигнеме и на младите генерации да градиме, свеста е таа што ќе го направи подобар и културното наследство и животот во просторот. Не го прават само законската регулатива. Таа допринесува, меѓутоа, за развивање на една поинаква свест за она што го поседуваме. Ние у крајна линија и не знаеме што поседуваме све од тоа културно наследство. И не е откриено све као културно наследство. Значи, добро е што и да се симне, да кажеме. Треба да влеземе со надеж и со организација која што ќе допринесе да создадеме нови кадри, да создадеме релации со институциите надвор со УНЕСКО и останатите нивни стручни и понатаму со работката да ја подигнуваме на повисоки нивоа. Па дури предлог имавме да дел канцеларии од тие институции ги пренесеме и овдека, да бидеме у секојдневна комуникација и да ги разрешуваме. Мислите на УНЕСКО, значи да се отвори канцеларија специјална за стручните лица од УНЕСКО? Точно. Да, и во Струга, и во Охрид. Па нека биде и од албанската страна. Значи, просторот е еден. Не делив е као простор за културно-природно наследство. Веројатно, проширувањето би можело да биде и на Преспа, затоа што дел од природното, односно водните, полнењето на Охридското езеро е дел и од Преспанското. Велите, некои ваши колеги го дигнаа тонот околу барањето одговорност за тоа што се случува, но исто така и невладините организации. Например, имаше пред неколку дена соопштение од една невладина која што бара од председателот Стево Пендаровски да направи итна заштита на Охридскиот регион. Како би го направил тоа председателот, не знам. Ја не знам како би го направил. Но ете, да се ангажира... Добро е да има апел. Ја не сум против. Нити невладините, нити експертите кои што излегуваат во јавноста. Меѓутоа, требало да имаме малце и самокритички однос колку и ние све направивме како институции, како луѓе, да допринесеме за една подобра атмосфера во која што знаеме што ни се зацртани планови да ги реализираме, отколку само да бараме одговорности. Знаеме, одговорностите се меѓу нас. Поединечно кај кого повеќе, кај кого помалку. Да. Само низ разговор и низ комуникација можеме да развиеме подобра состојба. Зашто... А потребна ли е нова евиденција, например, на тоа што се на културното наследство во Охридскиот регион? Сега од поново да се направи ревизија. Јас сум за тоа од поодамна, значи уште кога работев во Националниот конзерваторски центар, дека ние не сме поврзани. Што значи поврзување? Видовме пандемијава. Дека ние многу малце поседуваме од тоа наследство електронски, да ги имаме базата на податоци. И управата, мислам, треба да биде тоа, да биде катастар на движното, недвижното културно наследство што го поседува и духовното. Значи, тоа треба да има една институција. Јас сум таму инсистирам дека, видите, ако се вратиме малце поназад, ќе видиме дека УНЕСКО ја прогласила управата да биде центар на целиот регион за дигитализација на културно наследство. Замислите, 15 години не направиле ништо, зборам сега, не обвинувам. Ама се знаат виновниците кои сме. Ние како институции што односно и
факторите кои што треба да кажат дека тие и тие институции треба да обрнат внимание на целите кои што им се зададени да ги остварат. Тогаш ќе направиме и повторна евиденција, значи ќе го имаме во една база на податоци корисно и за вас новинари, и за туристи, меѓутоа и за министерствата кои што неопходно да комуницираме брзо, едноставно, да си го подобриме животот, да го поедноставиме. Уште функционираме ние на папирологија, на праќање писма, па каснат, па не стигнале, па го немаме тој светски, речам, момент кој што ни е најпотребен. Неписмени ќе излеземе понатаму пред Европа, не чекаат проекти, веројатно ќе не чекаат проекти. Ако ние ги немаме во дигитална форма изработено, не ги земаат во обзир. Ние ќе го направиме тоа, меѓутоа тоа е еднократно. Нас ни треба принцип на работење да воспоставиме. Комуникација меѓу институциите. Тоа подразбира пример, се работи археологија, археологот кој што има шифра ги внесува сите теренски податоци што ги има директно во управа, во база, во кој што ќе бидат распространети до сите други институции и колеги кои што се заинтересирани за тоа. Значи, потребно ни тоа. Таа е таа основна евиденција на културното наследство. Без тоа ние не знаеме што е, па да не зборам сега и за Охрид, и за Струга, и за Дебарца, сите дивоградби. На запад веќе и знаат која улично светло не работи. Сега да бидам малце малициозен, кое улично светло каде не работи во системот. Кај нас ние тоа не го поседуваме се уште. Интенција е моја во тие реформи што ќе ги направиме, управата да стане фактор на ваквата состојба, да ги устоличува принципите на однесување и работење во другите институции. Добро е, сега имаше еден состанок, една средба на надлежните, на раководните луѓе на надлежните институции со се Министерството за култура, кај премиерот, тоа беше пред неколку дена. Таму е одлучено нели да се ангажираат, да се подигне, да речеме, мобилноста, активноста на сите институции. Што ќе значи тоа за управата за заштита, на пример? За управата Семалци има еден гап тука. По новиот колективен договор, добро е, и тоа го поддржувам, конзерваторските центри, заводите за заштита, музеите, им се подигна нивните лични примања доходи. За 5-10, не знам, повеќе. Да. Управата остана на пониски скали. И се од управата сакаат да се вратат во и тие институции, сега наместо управата да се збогатува со стручњаци, таа се осиромашува. Тука имаме проблем сега. Капацитетот на управата нема доволно кадар, зборам од аспект на искуство, зашто конзервацијата и заштитата на културното наследство мора примарно да биде искуството на негативности и позитивни законски решенија кои што како влијаеле у периодите. Значи нас ни требаат повеќе во управата луѓе од стручните институции да ги померите како некаква напредок во кариерата. Млади луѓе веројатно ни требаат, меѓутоа од IT технологија, од не знам аспекти кои што не се базираат толку на искуството, туку повеќе на аспектот на научните сознанија за состојбата и како треба да се делува. Ни требаат правници, веројатно, ни требаат повеќе инспектори, си отидува во меѓувреме неколку. Така да мислам дека тоа екипирање ќе ни е потребно. Па имате ли зелено светло сега од Министерството за култура да екипирате луѓе? Па не бараме од Министерството за култура, ние директно тоа. Ние сме во состав на Министерството и тука е малце работата. Знаете како и они имаат културно наследство сектор и тука се вртиме у круг малце. Мислам дека со новите законски регулативи ќе направиме јасна дистинкција што е ова мртво, што го да наречеме културно наследство, да го оживееме, ние што знаеме тоа, а живата култура да функционира на поинаков начин на дневна база. Ние не работиме на дневна база, туку да бидеме мизансен
за целата друга културна јавност, дали е тоа опера, балет, музички, ликовни, драмски, сега за разлика од Законот за култура, кој што е влезен во процедура собраниска, поминато е првото читање, овој закон за културно наследство што треба да се донесе, за кој што се зборуваше многу, па потоа се престана да се зборува, некако нема знаци дека ќе заживее, односно го нема уште ни во собрание. Колку тој ќе промени, каде е тој закон, што се случува со него? Биди сешка, ни фалело транспарентност секогаш. Значи, стравото транспарентни да бидеме, да не знаат овие или оние како. Не е тоа тајна. Не е тоа... Тој ако влезе во собрание без друго треба да тоа го ќе знаците, излезе. да. Ама јас сум за една друго. Пред чекори за секојаш да има за тоа. Значи, луѓето кои што работат во заштитата морале претходно и да го видат законот. Зашто да не, да дадат своји забелешки. Така е. Ни фали тој чекор. Па и вие новинарите, зашто да не се информирате? Да има дебата јавна. Зашто да скокне тие чекори да стане одма пред собрание? Крајна линија, филтерот на јавноста треба да го помине. Да. Као што невладените организации, нели, ги наоѓаат информациите и пред време алармираат за состојби. Зашто да не? Искуството е многу битна работа во целото. Меѓутоа, да не се ставаме позиција, само ние сме искусни, другите се неискусни за темите. Многу се мултидисциплинарен е пристапот во работење со културно наследство. Има повеќе специјалности ангажирани од своји области кои што ја знаат работата и тоа е ускладување. Тоа е филозофија на живење у крајна линија во културно наследство, као што е Охрид, да кажем. Тука треба да менувате и свест начин на живење таму. Поинаков пристап е тоа. Морам да кажам, значи има професор од Јорк, кој што беше директор на Висока школа за архитектура, за конзервација, за кој што благодарност имам кон него и што бев стипендист од нашата држава во ИКРОМ во УНЕСКО во Рим. 6 месеци. Курс што би сакал да го посетуваат и понатаму нашиве млади колеги, такви искуства да стекнуваат. Значи, човекот живееше во објектот 18 век, покриен со слама, со дрвен под, а професор, односно директор на Висока школа за конзервација во Јорк. Ама така сакаше да живее, тоа беше негов начин на поимање на живењето во таква средина. Кај нас кого вие би, еве и од тие експертки, нека се јави некој експерти, нека се јави некој у Крушево да има куќа и да живее во таква состојба у Бондрук систем зимно време и летно време, без никаква промена, да задржи својата оригиналност, на која што се инсистира понекогаш на Фејсбук. А што е оригиналноста? Дали си сретнале со оригиналноста на објектот? Тоа значи дека децата нивни ќе да бидат казнети да живеат у 19 век? Како ќе функционира као музеј? Добро, веројатно во науката тоа е решено како треба да се зачува, да се конзервира. Меѓутоа, балансот е, дали со многу пари, па не знам и со најмногу пари, ја мислам дека не може ова цело културно наследство, зборам ова што е за Охрид? Објектите. Крушево, Охрид, Велес и многу други села, каде што не е тоа систем камен, као Дубровник, па ти веќе имаш заштитена една градба, физички, и функционира со мали промени или до екипирање за да функционира нормално. Како ви една куќа од Бондрик ќе заштитите? Да. Кажете ми за крај, дали заводите се под надлежност, да речам, на управата, овие што се во градовите? Заводите се, виде, таму ги поставува министерот директорите ги поставува министер. Но вие сигурно имате комуникација. Имаме комуникација секој дневна, меѓутоа работодавач и министер. Програмата што ја бараат од министерството да се реализира, ја доставуваат во комисија во министерството. Значи, све иде преку министерството за нив. Ние ја контролираме работата нивна, преку инспекциите се служби и даваме решенија, издаваме за поминати проекти. Што морат комисиски да поминат, а кај нас добиваат решение за тоа дека ја запазиле целата процедура. Има тука
многу недоследности што сметам дека треба да се расчистат понатаму у тоа функционирање, у таа бирократија, зашто добра е одговорноста да стои во стручните институции околу изработката, комисиите. Видите, кај нас морам да бидам малициозен. Сега некој што е толку млад соработник, стигнал советник, 5 години тоа станал и он е сега експерт за тоа да помине проектот. Добро, Меѓутоа, комисијата има во заводите кај што поминува проектот 90 години искуство. И сега како може некој со 5 години да рече не ми се свиѓа ова како си го направил ти? Од кој аспект? Во стручниот аспект? Добро, со надеж дека ќе почнат да се менуваат работите за да не биде државата, односно Охрид што е единствениот за сега на списокот на УНЕСКО да биде некако на столбот на срамот, бидејќи тоа значи меѓу другото и тоа во загрозена нели како се вели тоа состојба. Ќе ги следиме сите промени што ќе настанат, сите активности. Јас многу ви благодарам што одвоивте време. Благодарам и вас и ќе бидеме во контакт, Да. не бегаме од комуникација и се надеваме ќе помогнете и вие како да ја на некој начин уредиме односите меѓу себе и локалната заедница и самоуправа, како да функционираме заеднички у добробит на културното наследство. Така е. Тоа беше Ацо Костов, директор на Управата за заштита на културното наследство, со кого разговаравме за извештајот на УНЕСКО за Охридскиот регион.